Министерот за труд и социјална политика Диме Спасов денеска во рамките на посетата на Кочани престојуваше во модната конфекција My Fashion, каде што преку проектот Македонија вработува се вработени 101 лице. Тој најпрвин се сретна и разговараше со представници од општината и од оваа компанија. Денес остваривме средба со раководството, собствениците на македонската компанија My Fashion, компанија која што постои околу една година и која што има 101 вработен. Дури 95 лица од вработените се преку проектот Македонија вработува. Мене навистина ме радува фактот што општина Кочани е една од општините во која што се постигнати најголем број на вработувања преку мерката Македонија вработува, или поточно 1040 работни места се отворени преку Македонија вработува во општина Кочани. Проектот Македонија вработува дава исклучително големи резултати. Проектот Македонија вработува досега резултираше со над 15.200 отворени работни места. Ова е огромна бројка на вработувања постигната само за безмалку една година. Проектот Македонија вработува трае уште 20 и неколку дена, односно завршува на 15 април. Сакам да ги поттикнам сите приватни компании во Република Македонија да искористат оваа неповторлива шанса за заштеда на средства. Од 37% до 27% е ослободувањето од трошоци или пак субвенционирањето од страна на државата за вработен преку проектот Македонија вработува. Македонските компании можат да заштедат големи средства преку искористување на поволностите кои што ги нуди овој проект. Исто така би сакал да истакнам дека од овие постигнати досега 15.200 работни места, еден голем дел од овие работни места е кај помладите генерации, или пак околу 10.000 работни места се на лица до 35 години. Поточно околу 4.000 работни места се постигнати кај лица до 29 години, додека пак од 29 до 35 години се отворени околу 5.800 работни места. Овој проект исто така помогна и на она група на невработени кои што беа потешко вработливи. Лица од 35 до 50 години кои што повеќе од 10 години беа без работно место, а сега се вработени како резултат на проектот Македонија вработува. Од оваа група се офатени околу 2000 лица, додека пак над 50 години се околу 3000 лица кои што се вработени преку проектот Македонија вработува. Купно досега над 8400 македонски компании искористија поволностите од проектот Македонија вработува. И уште еднаш апелирам до сите заинтересирани да искористат шансата да аплицираат во центрите за вработување, во агенцијата за вработување и да ги искористат поволностите кои што ги нуди проектот. Очекувам Македонија вработува да влијае и континуирано и на падот на невработеност, односно да продолжи падот на невработеноста во нашата држава и за првиот квартал за оваа 2016 година. Председавачот на Советот на општина Кочани Јордан Димитров истакна дека општина Кочани во целост ја поддржува владината мерка Македонија вработува. Општина Кочани ја поздравува мерката Македонија вработува, бидејќи 258 компании во општина Кочани ја искористија оваа мерка и во овие компании се вработени 1040 нови вработувања. Тоа за општина Кочани значи многу и ние како општина Кочани ќе ги поддржуваме сите овие мерки благодарение на владата на Република Македонија. Весна Паунова од компанијата My Fashion е задоволна од владината мерка Македонија вработува, бидејќи и овозможила да вработи 99 лица и да ја оформи компанијата која веќе успешно една година работи. Сме една од фирмите во Кочани кои што имаме вработени лица со мерката за вработување и сме задоволни од мерката за вработување. Имаме доста олеснувања. Имаме 95 вработени, може да ќе зголемиме, за многу мал број на вработени. Министерот Диме Спасов со представници од општината и од компанијата ги посети работните погони на конфекцијата My Fashion во Кочани.